Почитувани представници на медиумите, денеска сме со вас да информираме за она што го направивме во областа на економијата во изминативе 100 дена, откако владата, предводена од ВМРО-ДПМН, го доби мандатот од граѓаните. Морам да кажем дека сите овие проекти, чие отпочнување или финализација се врзани во овој период, представуваат континуитет на заложбите на нашата посветеност за реализација на проектите во изборната програма. Значи, продолжуваме со реформите, зголемувајќи ги инвестициите, вработувањата, извозот и индустријското производство. Направивме придвижување во економијата, продолжуваме да работиме на автопатиштата, да ги намалуваме трошоците, да ги зголемуваме приходите на нашите граѓани, модернизирајќи го живењето и подобрувајќи го секој сегмент од животот на граѓаните. Како партија, целосно во првите 100 дена реализиравме над 100 проекти од изборната програма, а уште 500 започнавме, додека дополнително имплементираме над 150 проекти надвор од изборната програма. Но јас ќе се задржам на економијата, која ми е доверена во надлежност, каде и покрај предизвиците во европската економија забележавме највисок економски раст во Европа во првиот семестар од 2014 година. Вториот квартал од 2014 година го завршивме со раст на бруто домашниот производ од 4,3%, како продолжение на растот од првиот квартал од 3,5%. При тоа, растот на економијата се должи на големите капитални инвестиции од буџетот, но и извозот на фирмите, посебно од директните странски инвестиции во ТИРС и индустријските зони. Покрај реализацијата на крупните инфраструктурни проекти во патната и железничката инфраструктура, образованието, енергетиката, минералните суровини, кои обезбедија работа во градежништвото, јас посебно ќе се осврнам на странските директни инвестиции, кои бележат раст од 12,1% во првата половина од 2014 година во споредба со истиот период од минатата година. Индексот на индустријското производство во периодот јануари-јули 2014 година во однос на периодот јануари-јули 2013 година бележи раст од 4,7%, а извозот во истиот период бележи раст од 17,7%. Посебно би сакал да ставам акцент на растот на извозот од ТИРС зоните во периодот јануари-август 2014 година во споредба со јануари-август 2013 година. Станува збор за раст од 91,2%. Тие донесоа и отварање на нови работни места, а самото тоа и намалување на невработеноста на 28,2%, што е за волја на вистината е историски најниското ниво во последните 18 години. Истовремено, стапката на вработеност во вториот квартал од 2014 година изнесува 41,1%, што е најдобро остварување откако се спроведува анкетата на работната сила. За деловните субјекти пак ги исполнивме ветеното, обезбедувајќи им поволни финансиски средства за поддршка на македонските компании преку новата линија во вредност од 100 милиони евра, која ќе помогне на многу македонски компании да го шират своето производство и да вработуваат нови лица. Во тек е последната фаза од проектот Топ менеджмент, со која на 140 менеджери од Македонија и од македонските компании ќе им се овозможи да заминат на дополнителна обука во многу понапредни фирми во странство, а стартуваше и проектот Циклус од ангажирање на странски експерти за потребите на македонските компании. Што се однесува до директната поддршка на деловните субјекти, во Министерството за економија веќе исплативме дел од трошоците за деловните субјекти за сертификација за системите за квалитет според ИСО стандардите, ХАСАП, ХАЛАЛ, системите, како и кофинансирање и поддршка на малите средни предпријатија. Во делот поддршка на занајчиското производство и занајчиските услуги се одобрени и подпишани договори со кои ќе им се даде стимул на занајчиите за зачувување и развој на нивната дејност. Субвенции континуирано се доделуваат и за инсталирање на сончеви колектори во домакинствата во 2014 година. За добивање на субвенции се избрани 606 домакинства, која е голема бројка,
Кога ја спомнуваме енергетиката, веќе е изграден и започна во работа првиот парк на ветерни електрани Богданци, чија инсталирана мокност изнесува 3,6 мегавати. Направена е и реконструкција на 110 киловолтниот далновод Скопје 1 Куманово, а деновиве се финализира целосната реализација на изградбата на системот на 110 киловолтен далновод Битола 3 Битола. Работиме и на втора фаза на ревитализација на хидроелектрични централи, со што ќе се продолжи животниот век на постојните хидроелектрични централи и нивните придружни објекти, како и зголемување на сигурноста на истите за производство на електрична енергија, како и зголемување на инсталираната мокност од 18,1 мегавати и дополнително годишно производство од околу 50 гигават часа електрична енергија за македонските потрошувачи. Што се однесува до големите енергетски проекти, на ХЕЦ Бошков мост се работи, односно се очекува да започнат градежните активности по завршувањето на постапката за избор на изведувач на градежните работи, а за акумулацијата Луково поле во тек е изработка на основниот проект, како и студијата за влијанието врз животната средина, кои се очекува да бидат завршени до крајот на 2014 година од страна на Светска банка. Во овој период активно работиме на отварање на нови рудници за експлоатација на металични и минерални суровини, меѓу поголемите се Иловица, Плавица, Казандол, Луке, Тораница, Саса 2, Лојане, Липково, за која во тек е и нова постапка за делување на концесија за експлоатација. За Боров дол Конче во тек се детални геолошки истражувања, доделени се исто така и концесии за термоминерални води и рекреативен туризам, како и бански и здравствен туризам на следниве локалитети: Штип, Кочени, Катланово, Струмица, Дебар, Негорци, Гевгелија, Куманово, но и нови локации во Радовиш, Тетово и Стенковец Младо Негоричине. Политиката на привлекување странски инвестиции е една од најуспешните политики на владата во незиното портфолио. Како резултат на реформите и активната политика на владата за промоција на Македонија како поволна инвестициска дестинација, во Македонија во овој период од после изборите многу компании кои пред изборите имаа најавено инвестиции, сега веќе започнаа со конкретни активности, што значи реализација на инвестициите. Многу компании донесоа и објавија одлука за инвестиција во нашава земја. Дел од компаниите веќе имаат инвестиции во нашата земја, се одлучија за нови инвестиции за проширување на своите капацитети. А големи се и бројот на компании со кои што сме во напредна фаза на преговори или одлуката за инвестиции се уште не ја објавиле во јавноста. Дами и господа, во оваа пресконференција се обидов да ги сублимирам најважните активности и проекти што ги реализиравме на економски план во изминативе 100 дена. Во суштина и самите видовте дека ветеното го остваруваме, па дури и повеќе од тоа. Јавноста покажа дека знае да ја цени посветеноста, а ние за секој добиен глас одговараме со уште поголема одговорност во спроведување на нашата програма. Ви благодарам.